Добро вечер, почитувани гледачи, или поточно добар ден, во зависност од астрономските влијанија и мерењето на времето. Денес е Варвара, велат дека се во исто време се долги денот и ноќта. Затоа нашиот народ верува, како што архаично знае да каже, се заваруваат. И од сега па понатаму до Божик се во иста рамнина. Од Божик денот почне да расте во однос на ноќта. Но уште 16 дена од 2015. Ја испраќаме, ја потрошивме. Кога ќе замижите и ќе се сетите на што ќе ве потсети 2015, веројатно на некои приватни работи, на успеси или некои помали неуспеси во животот, лошите работи не треба да се сеќаваме на нив, но ние што се занимаваме со јавност, веднаш ќе речеме на турбулентна политичка година. Година во која што се кршат копјата на едината или година во која се потврдуваат разни политички тези, разни политички програми, наши и не толку наши, со известност дека на 24 април ние ќе треба да кажеме што тоа ни е прифатливо или не. Но и да не заборавиме, народот не може да гласа, а подоцна да престане да се интересира за тоа што гласа. Значи, одговорноста, правото и одговорноста одат заедно. Она што ќе го кажеме на 24 е она ќе си го сносиме како одговорност 4 години или колку политичката реалност ќе донесе. Затоа ние во Ирис телевизија, бидејќи од 20 декември сега започнува нашата новинарска работа, немаме право на платени политички програми, туку ние ќе ги повикуваме гостите, ние ќе зборуваме со нив, ние ќе поставуваме прашања во ваше име со цел за нештата да не ви видат појасни се таму до април, вие да си донесете одлука. Впрочем, тоа е и задачата на медиумите. Ние нема да имаме страна, нашата страна е вистината и вие. И ќе започнеме со овој циклус, со тоа што го повикавме човекот кој може би и најдолго на политичката сцена во Македонија, и најдолго и со собствено искуство и со политичка активност. Многу пати за него се давани различни епитети или различни оценки, а оценката ја давате секогаш вие, според оно што тој ќе го кажа. Бранко Јаневски, председател на Социјалдемократската партија на Македонија. Го прашуваме за изминатива година и понекога прогноза за иднината. Добро вечер, господин Јаневски. Добро вечер. Јас намерно ја представив како човек кој е 23-4 години, 5 години се занимава со она што се нарекува политика во плурализмот, но и ние што паметиме малку порано, се сеќаваме и на професорот Јовановски и на вашето друштво во тоа време и како кадар на Македонија во сојузната влада и така и на Славко Милосавлевски. И на Славко Милосавлевски. И така натаму на луѓе кои беа има некој друг висок рейтинг во политиката и пред плурална Македонија. Во плурална Македонија полека истуркавме 25 години. 2015 година ни беше како ни беше, ја потрошивме уште 15 дена, останува, но ќе остане забележена како една од најтурбулентните. Како однатре вие ја видовте? Брзо поминува. Најпрво благодарам што сум вечера ваш гостин, како и друг пат ми причинува особено задоволство што доаѓа во вашата телевизија, истакната позната телевизија со објективен пристап кон нештата. Впрочем, и јас како председател на Социјалдемократската партија и луѓето кои се во тимот на таа партија, особено во раководството, милуваат, сакаат објективноста што повеќе да ја почитуваат. Оттаму ги поздравувам топло граѓаните во Штип и пошироко, тие што имаат вечеров прилика да не гледаат. Задоволството е големо до толку што Штип важи за град. През основа на изминатиот период, рековте 25 години не се тоа мало, тоа е големо искуство, зависи кој колку научил, кој колку слушал, кој колку обсервирал и така натаму. Секогаш се учи човекот. Меѓутоа, ако се приближува кон реалноста, така како што е, навистина граѓаните со почит ќе го гледаат, односно ќе даваат добри оценки за сето тоа што е кажано, а колку успееме да го исполниме, тоа е отворено прашање, пак се тие граѓаните што треба да ценат. Оттаму вечеров рековте дека брзо помина 25 години. Тоа е добро што брзо поминува времето.
Добре, што не зависи од нас. Имајќи предвид да многу турбуленции се случуваат во Република Македонија, секој ден како тече времето, се поголеми неизвестности се случуваат. Иако имаме од другата страна на медаљата јаки големи предизвици за кои се залагаме 25 години, тоа е Европската унија, НАТО и спорот со името што ги имаме. Меѓутоа, нештата што се случуваат не врз основа на објективно гледање на нештата, туку врз основа на она како побрзо да дојдеме на власт, што е тоа контрапродуктивно со сите залагања што ги има пред се мојата партија. Мојата партија, рековме, секојаш настојувала објективниот пристап и реалноста да дојде до израз, вредноста да дојде до израз, а не она сакам да дојдам на власт. Сите ние се залагаме да дојдеме на власт. И мојата партија се залага. Политичките партии за тоа нормално за тоа постојат. Да бидам искрен, иако Македонија е мала, како се вика, сите помалу се познаваме, некој повеќе, некој помалу. Еднаш била парламентарна партија, со цензусот и со сето ова што се случува, со 6 изборни единици, никогаш не сме можеле да имаме 9000 гласа на едно место. Секогаш сме имале севкупно доста, меѓутоа не толку за да можеме во една изборна единица да победиме, затоа реков овие 25 години, реален сакам да бидам пред граѓаните, само еднаш сме биле и се надевам овој пат Социјалдемократската партија, баш заради она што го рековте вие, не јас да кажувам убави зборови за мене и за својата партија, меѓутоа нашите укажувања во досегашниот период, секој на секое место, и во добро и во лошо за состојбите во Република Македонија, давала објективен пристап, реалноста секојаш била многу блиску до точноста, до она што значи дека треба да се спроведе. Објективно гледала кон сите работи, знаела се што е добро да пофали, се што не чини да го критикува на еден и друг начин, меѓутоа колку допирало до народот, не толку колку требало да допре до народот. Како вечеров, например, верувам дека ќе допре до гласачите во Штип. Тоа се случувало заради следните причини, што поголемите партии, генерално зборувам, на еден или друг начин не дава доволно простор преку медиумите да можат да дојдат до израз малку повеќе по малите партии, но ние како Социјалдемократска партија, која сме отвориле први демократијата, Социјалдемократската партија е таа која го отворила плурализмот, која кажала што е демократија, партија која првиот статут и програмските определби ги напишала, препишани се од скоро од сите партии, имам ја документација за тоа дека се препишани, меѓутоа и денеска да читате програмата на Социјалдемократската партија, ќе видите дека навистина се што е напишано стои, држи. Меѓутоа колку сме успеале тоа да го спроведеме, тоа е отворено прашање. Меѓутоа заради тоа и поради тоа, Социјалдемократската партија на Македонија има историска одговорност во ова време да ја објасни, да ја каже, да даде свое мислење за надминување сега што се случува во последниот период, да речеме во оваа година, и не случајно може слободно да кажеме, иако имале многу турбуленции во изминатите 25 години, меѓутоа ова сега што се случува навистина надвори од сите норми, нормативи за нормално живење, делување, работење. Време, ова година, овие неколку 6 месеци исполнити се со гнев, со фрази, со неточности, со напади, како да во Република Македонија не сме биле држава, како да немало устав, како да немале закони и така натаму, а сите ние во овие 25 години сме живееле во оваа држава. Во оваа држава сме стопанисувале, во оваа држава растеле нашите деца, во оваа држава сме правеле, сме купувале станови, сме развивале стандард и така натаму, одеднаш сега, кај одреден дел, нека сите
кај повеќето граѓани, кај одредена група која се залага на ефтин и на лесен начин, без залагање да дојде на власт, што е тоа, впрочем, рековме, нормална работа кај секоја партија да се залага. И јас се залагам да дојдам на власт, и јас велам, ако може некој друг да каже, јас порачувам од Штип овде, а Штип важи за град за пораки, како што рековме, каде се почитува Штип како град, од каде што излегле многу интелектуалци, паметни луѓе и така натаму, па заради тоа, ево јас вечеров велам, ако мојата партија успее да добие соодветен број на гласови и влезе во парламентот, а зашто па мене да не ме предложат за премиер? Кога некој може да каже, човек кој на еден или друг начин е аболициран, има големи проблеми и така натаму, а зашто пак Бранко Јаневски да не биде премиер? Зашто да не биде предложен? Не значи, ако е помала партија, дека немаме таму умни луѓе, дека немаме паметни луѓе. Ова го велам за да сватат почитуваните граѓани во Штип, дека често пати, многу пати, потиснувани се малите партии од поединци во поголемите партии, од поединци, и така да не дали друг начин, здупотребите се до толку поголеми, да терет на помалите партии, ево и на мојата партија не дали друг начин, иако релативно ја не замерам на ние на телевизија. Тоа е нивно право, крај на краева, ево вака најнародно да се изразиме, сите телевизии си имаат своја уредувачка политика, така ценат дека ако се појави Бранко Јаневски од Социјалдемократската партија како помала партија, не е интересен. Ја многу пати сум чул некој, ама зошто не го пуштате, пример. Па добро, помала е партијата, тоа е голем, меѓутоа партијата е помала. Ја не се љутам. Меѓутоа, времето кое е дојдено овако какво што е денеска, мислам дека треба да се малку позанимаваме самите со себе. Така. Може да ја поставам оде. Да сватиме дека помина времето на пуфки, помина времето на кажување, помина времето на докажување преку фрази, преку телевизии, преку напади, преку прислушкувања, преку користење на сите антидемократски методи. Времето е дојдено, како народно се вели, и тоа е доста присутно, пред фактите и боговите молчат. Так. Во конкретна ситуација имаме денеска. Морам само овде, господин Јаневски, да ја поставам едно прашање, бидејќи, како што рековте, дојдено е времето за фактите. Да. Завчера излезе документ, кој мене лично како човек, како македонски, како граѓанин, ме погоди, а тоа е извештајот на Европскиот совет по препораките на Европската комисија, така наречената препорака, и во која што пишува дека во Македонија е нужна промена на односот кон јавноста поради негување на култура на поделби, на кавги, да не го преведуваме до крај она што го знаеме, негување на култура на постојани судири и постојано исцрпување на јавност. Мене имам печеток дека сите овие години како да сме во една перманентна криза и во една народски речено, како што велите вие, во постојана кавга. Демократијата е судирање на факти, демократијата не е кавга во постојаност. Или јас грешам? Или извештајот на Советот греши? Демократијата, може да ќе се повторам, подразбира факти, дела и конкретности. Тоа е демократијата. Не значи во демократијата дека се може да кажете, дека треба да го увредите некого со неодбрани зборови. Напротив, ако сте вие на некоја позиција, политичка, било каде, сепак ќе внимавате. И дома, со собствената жена, со собствената фамилија, ако потребите погрешен речник, на вистина ќе имате недоразбирање, да не зборуваме на отворена сцена или во парламент. Тамо кај што граѓаните ве одбрале, кај што ви дале поверење, граѓаните кај што ве плаќаат, вие употребувате недостоен, непримерен, нечовечен речник. Ево сега имавме многу тазе во анкетната комисија. На што личи? Тоа е надвор од сите норми и нормативи. Не може со сила ништо не бидува.
само со дела, само со работа, само со внимание, само со почитување на принципи, само со почитување на дела, како што рековме. Ако некој мене ме почитува, јас треба да го почитувам. Демократијата тоа подразбира. Во таа смисла, малу има тука и меѓународната заедница, ова сега после тоа што се случува, сакам и тоа да го кажем од овде, од Штип. Мислам, на еден и друг начин, особено човекот кој ги регулира таму работите, белгијанецот. Ние знаеме во Белгија година и пол немаше влада. И така натаму, он навистина забега на еден и друг начин. Завзе да одреди... Мислите на Олег Сувачов, тој Хојте, како се вика. Не му го знаеме презимето. Худ, да. Он забега во смисла зазеда одредена страна. Тој може да ќе рече не, меѓутоа неговите постапки навистина на еден или друг начин се откри тоа дека е така, слушајќи, гледајќи го и така натаму, иако не учествувања во преговорите се учествуваат тие четири да речем најголеми партии во Република Македонија. Например, вие да предлагате дека еден човек може да има 2 гласа, тоа е надвор од сите норми и нормативи, тоа е нешто што само може да се насмее, што е најголема глупост. Он тоа го поддржуваше и сакаше да го протне. Понатаму, сега ова што се случува со медиумите. Ево, јас сум денеска во ваш медиум, со сиот респект и почитување. Во медиумите да биле ставени под контрола. Не знам каква контрола. Во медиумите треба да има од нашата партија. Тој што ќе рече така треба да биде. Па тоа се толку коси со демократијата, значи ние се враќаме назад. И тоа да биде подпомогнато, поддржано од човекот што ги регулира работите, испратен од Европската Унија, јас наискрено ќе ви кажам, јас на друга телевизија сега многу брзо реков, ако навистина така продолжи почитуваниот, тој го сметаат, го испратила Европската Унија како експерт, меѓутоа неговото понашање, делување, непридржување на договорот како се договориле, реков набрзо ќе се случи на Европската Унија, на господин Охан да бара друг човек и народот во Република Македонија, народот на еден или друг начин, независно колку е поделен, накрај не може да се случи тоа што некој посакува. Некој од надвор а тој некој од надвор што посакува да се случи најлошо во Република Македонија, наидоа на луѓе кои сакаат брзо на лесен начин како да седнат на столиците, што тоа е контрапродуктивно за самите нив, ќе седнете, меѓутоа како ќе ја водите државата. И да се вратам назад и јас и од Социјалдемократската партија му порача нему, ако вака продолжи, навистина ќе му се случи да си оди, односно да биде прогласен за персона нон грате. И сега не знам дали мене ме послушаа, дали чу, дали разбра, мислам дека упоследно како да се коригира човекот, па ево синојка веќе има резултати со членовите во Државната изборна комисија. Замислите каде застануваат, какво недоразбирање имаат, се во функција, како да не сакаме да дојде 24 април, како да тој датум ни смета. Не, зашто да смета? Речено е, на 24 да излеземе, кој е тој? Кој знаел повеќе, работел, допринесол, конкретност има. Граѓаните многу добро знаат во Република Македонија како се работело досега во изминатиот период, како било од почетокот и така натаму. Македонскиот граѓанин е толку интелигентен и паметен, меѓутоа одредените личности кои се занесени за функцијата, кои се жедни за функцијата. И вие дозволите, ако такво нешто се случува, а вие му давате поддршка ако некој е предложен, ние на тоа се љутиме, во принцип се љутиме, ние на партија не сакаме да поддржуваме. Ние сакаме Социјалдемократската партија овој пат да влезе во парламентот. Логично. Тоа ни е крајната цел. Меѓутоа вие да поддржите нешто, например, се предлага албанец, чист албанец, и од другата страна
од опозицијата. И ние сме на еден или друг начин во опозиција. И ние сме на еден или друг начин во опозиција, ние самостална партија сме. Самостално настапуваме, нели? Ако не сме настапуваме самостално, ќе влезеше во парламентот. Така, ако ВМРО ДПМН не поддржувала, ние ќе влезе во парламентот 100 пати досега. Еднаш сме влегле со сопствени снаги. Да поддржувате не може да биде тој таа личност, албанец работи за албанец, има врски, односно е човек од ВМРО ДПМН, албанец е. Па фала Богу, синојка се разбра и веќе се формира комисијата, Државната изборна комисија, која има многу работа сега да ги регулира натре работите. Натре работи и нешто друго ме чуди, што да вистина не е добро. Па после ве молам нешто друго да кажеме за досегашните делувања и работа и како ние гледаме на сето тоа. И нешто друго ме чуди. Ако навистина поддршките се даваат, ако навистина сме барале да има воредни избори, сега зборувам за тие што сакаат, социјалдемократите. Ние сме социјалдемократска партија, тие се социјалдемократски сојуз. Ако наистина сме сакале, одобрено ни е, прифатено ни е, како сега на телевизија излагаме, ги замајуваме македонските граѓани, ако биде се фер избори така како што треба и така натаму и така натаму, па цела меѓународна заедница е вклучена. И вертикално и хоризонтално. Ки има екипи бројно не знам колку. И спискови се преправаат. Зошто сега ние, кои сакаме да дојдеме на власт, така на таков начин, сакаме да дојде 24 април, ако се исполнело ова, и одозгоре ме поддржува меѓународната заедница. До сега отприлика така. Реално, нека чуе господата од меѓународната заедница на еден и друг начин, дека приметливо е. Овој народ во Македонија имале толку многу предизвици историски, каде ги решавала проблемите на еден и друг начин, обстојала. Викаме цврс орев Република Македонија. Како се случува непријатни работи, тој орев се потцврстанува. И не може тоа така. И треба да сатат господата од надвор и мислам дека го сваќаат. Меѓутоа некои поединци тоа го забораваат, али гледам сега кренато е така на добро. И сега што тоа значи? Тоа зборува за едното. Значи не сакам да дојде 24 април. Не сакам да одам на избори. А зашто? Се поставува се прашање зошто да не одам на избори, кој јас барам? Кога сите ме поддржуваат од надвор, ето, поддршка имам на еден и друг начин. И тука сега свесно кочам да се закочат работите. Свесно правам да се случат непријатни работи за да се одложи. Тоа значи дека или сум неспремен, или немам програма, или сум свесен дека досегашната партија која била на власт, ВМРО ДПМН ќе победи. Како поинаку ова може да се тумачи, одсем овака. Ја ништо ново, почитувани граѓани, не кажам, ама размислувањето се овие. И затоа мислам дека треба се спушти топката, и тие што сакаат да дојдат на власт, и тие што ја тераат власта, со доказите, со фактите, се ќе си дојде на своје место, ама 24 април треба да го исполним. Така, обврскани. Да, изволите. Режија, наредни се ЕПП, па ќе поминеме на вториот дел од емисија. Елкос ЕТЦ за сите верни потрошувачи подарува ваучер за пазарување 5 пати по 6000 денари секој месец, плюс инстант подароци за вредноста на вашата сметка. Пица, кафе, чај, палачинка и безброј изненадувања. Со прашање и одговор до многу подароци, само за купувачите со фамилијарната картичка. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата и побарајте вашата фамилијарна картичка. ЕТЦ Штип, каде купувањето носи насмевка. Кожувчанка и синалко со одлични празнични цени. Пакет кожувчанка за 99 денари, изворска 15 денари. Наше македонско пиво 79 денари. Пакет синалко фреско 145. Пакет синалко оранж 2 литри за цена од 1,5 литар. Пакет синета од секој вкус 186 денари. Пакет синалко кола 3+1 гратис за 110 денари. Срекни празници. Гледаш, ова ти е мојот втор автомобил. А ова ти е роден ден на мојата трета баба.
Пета жена. А ова ти е мојот. Знам, века прозорец. Него никогаш нема да го промениш. Промонт инженеринг. Квалитетот има име. Енергијата по движење. Табмак. Табмак акумулатори. Квалитет препознаен од цел свет. А виде дека му се појави бившата? Ја мразам. Ја. Доживејте ги празниците во Full HD со VIP Connect и телевизија со најмногу HD канали, супербрз интернет и фиксна телефонија за само 999 денари месечно, како и нов телевизор на 48 рати. Изберете Samsung за 499 денари месечно или Philips за 699 денари месечно, заедно со Близу. Повеќе за вас. VIP. Открите ја слободата на новите авантури. Открите го задоволството на успехот во работата. Открите ново значење на животот. Открите нешто подобро. Открите одлични вина. Открите ги и Мако вината. Автосервис Бушар, чип тюнинг, подобрување на перформансите на вашиот автомобил, центрирање со тродимензионален скенер за геометрија на возилото, чистење на системот за врзгување на гориво кај сите видови моторни возила, компјутерска диагностика и анализа на издувни гасови, автоелектрика и механика, ласерско центрирање на преден и заден трап, електронско рамнење на дискови, најбрза промена на манжети и течности во системот за кочење, резервни делови и моторни масла за чија промена следуваат посебни попусти. Автосервис Бушар, насело Македонка на 4 километри од Штип. Финансиско друштво Алкоса акционерско друштво Штип. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса овозможува кредити на правни и физички лица. Потрошувачки кредити, кредити со залог злато, хипотекарни кредити и кредити со залог депозит или девизи. Ве очекуваме со одлична понуда. Вршиме откуп на краткорочни побарувања. Вашите недостасани побарувања со одложено плаќање ќе бидат откупени при што потребната готовина ја добивате веднаш на вашата сметка. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса Штип. Стварно е супер. Уж по едно од мене. Батка, значи стварно масло е зејтин. Брилијант и се е како подмачкано. Сдружение на возачи Штип. Се на едно место. Технички преглед и регистрација на моторни приклучни возила. Референт од МВР, продолжување на регистрација, издавање на регистарски таблички, одјавување на возила, проверка на возила во Интерпол, хомологација, атести, АДР, меѓународни возачки дозволи, полномошно, полиса за осигурување од автоодговорност, зелена карта и полигон за обука на возачи. Технички исправно возило, безбеден сообраќај. Сдружение на возачи Штип. За топол дом полн со љубов. Изберете мебел од дрво декор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Дрво декор Каравана. Нема да погрешите. Продолжуваме со вториот дел од емисија и разговорот со председателот на Социјалдемократската партија на Македонија, господинот Бранко Јаневски. Прашањата остануваат секогаш ваши, поточно мои, во ваше име.
голема одговорноста кога во нечие име се поставуваат прашања, но одговорноста и оние кои даваат одговори. Нема тешки прашања, има само тешки одговори. Македонија понатаму е во таква криза каква што е, иако јас се сеќавам дека многу одамна им постави прашање на некогашниот премиер на Македонија зошто постојано се разрешуваат проблемите кои во нашето општество излегуваат по некое циклично правило и се разрешуваат по некои маврови, анови, по некои средби на лидери и така натаму. Невообичаено е тоа во политиката во Европа. Решенијата се донесуваат во институциите на системот, во парламентот. Собирот меѓу управенците на партиите се во неформални консултации и во консултации повторно во парламентот на дадени теми. А вакви работи во кои што ние, колку ни има во Република Македонија, стоиме пред телевизорите и чекаме да излезат лидерите и да не кажат како ќе ни биде, едноставно повторно ќе произведат криза. Затоа што тоа е системот така функционира. Сега, кој ќе го редизајнира, не знам, а јас на политичките партии ќе им го поставам ова како прашање и она што е најважна работа, како и од што ќе живееме. Господине Јаневски, вие сте магистар на економија, меѓутоа од времињата од кои што не се делеа магистратурите по факултетите од разни Свети Николи и така натаму, по малечки места каде што се појавиш на вратата и за 6 месеца добиеш титула. Вие ми магистриравте во една друга држава и во еден друг систем. И сега имам да ја прашам една работа. Во Македонија, на барање на опозицијата во тој договорот од Пржинов влезе институцијата дополнителен министер, со кое што опозицијата бараше надгледување над средствата кои се трошат. И во Македонија дојде до едно општо знаење за економијата, па коментираат и новинари, и граѓани, и политичари, и политиканти, и сите коментираме Македонија задолжена, незадолжена, живееме од оврзници, од кредити, економија во застој, економија во раст и така натаму. Ако ги оставиме политичките прашања, како економист, тоа е моето прашање. Да, благодарам. Ме разбрав. Знаете како, ако во тесното раководство сме се договорили, правите се, кочите се. И таму кај што треба и таму кај што не треба. Во конкретна ситуација, имајќи го предвид човекот кој ги води финансиите, првиот финансиер, господинот Зоран Завески, со неговото искуство и знаење и не ги признат, само во рамките на нашата... беше регионален директор во Светска банка, така? Испратен беше во Светска банка и навистина економијата, особено инвестициите, навистина ги познава и секој од него може да научи. Од една страна, од друга страна, доаѓа човек кој не влегол во парламентот. Година и пол не бил во тек. Слушал од телевизија, читал повестниците и одеднаш сега не ја признава обрзницата на човек кој досега и во тешката економска финансиска криза што се случи во Европа и пошироко, Република Македонија нигде не подбаци, не потврли, во смисла да не успее да се исплатат пензиите, да не успее на социјален план нештата, сите да се задоволат. Не се случи администрацијата да не прими личен доход. Не се случи пензионерите да не примат средства. Во исто време, на Балканот и пошироко, се намалува пензиите, во исто време се затвараа фирми, во исто време рестрикции се воведаа големи. Тоа не е мало знаење. Република Македонија тој тежок испит го положи под раководство на премиерот господинот Никола Груевски и сега човеков од Социјалдемократскиот сојуз, ќе рече Социјалдемократската партија за малу, ќе помисле дека од кај мене да се насмееме малу. Човеков се кочи на еден голем докажан стручњак. Не може вика толку, ќе ги задлжиме идните генерации. А досега како? Како 25 години течеле нештата? Ако некој ви дава пари, дали тоа во банка или дали нашите банки, дали Меѓународниот монетарен фонд, ММФ, дали Светската банка, за да ви даде пари, треба да има поверење во вас, иначе како ќе ви даде? Кога да побара Република Македонија, начело со
најтесното раководство и човекот задолжен за финансии, тоа е господинот Зоран Ставрески, ние имаме, не само што добиваме, туку, зборувам Република Македонија, туку и се враќаат обврските. Иначе, кој би ви дал? Кој е тој што би ви дал? Дури, знаете, слушам ја понекоја што тоа се смешни работи. Знаете што тој има познанства, вика, во Светската банка, па му даваат. Како може... Кредити не се даваат на познанство, туку на физибилити студија. Такви зелени да се кинат. Лошото е во тоа што во Република Македонија постојуваме луѓе кои не само што не разбираат, туку е спремен како повеќе да сопне, да заустави, да наруши углед, да сметајќи дека со тоа ќе добие во поени. Напротив, граѓаните во Република Македонија, дури и членството свое, во својата партија, нема да ве поддржат. И се, пазите, да иронијата уште поголема, дури и смешна, добро, се прифати образницата да се намали од 500 на 270.000 долари. Милиона евра. Така, 270.000 евра. И после побара, што има право, знаејќи дека банкарскиот систем си работи врз основа на своите знаења и умења. Банкарски. И интереси. Банкарски, пред се интереси. Се интереси, нема без интерес ништо. Дури се јавува сега истиот тој додатен заменик министер, додатен тој се вика, додатен заменик министер. Зашто вие, господа, начело со неговиот председател на партијата, смешна работа, ни се смејам надвор. Зашто вие, господа, од банките давате кредит на државата? Ја финансирате државата? Ќе видите јас кој ќе дојдам што ќе ви направам. Ве молам. Верувајте, веќе сега почна Македонија со сите овие, како да кажам, непромислени, врз основа на незнаење, врз основа на неискуство, врз основа на исполнети со гнев, како да се омаловажи нешто што е така. Не може да се омаловажи. Вредноста си е вредност. Секој знае што е вредно, што не е вредно. Да не се чудиш зашто е тоа така. И банките, одговорот на банките беше следен, што е нормална работа. Ве молам, немој да ни се мешате. Тоа е наша политика. Секој банкарски субјект ќе се толку самостален со своја банкарска своја политика, како вие овде што имате своја собствена уредувачка политика, така како што е. Дали ќе го викнете Петре, дали ќе го викнете Станко, дали ќе го викнете Бранко Јанески, тоа е ваша оценка. Така и банките одговорија. Сега ве молам. Како вие сега сакате утре да дојдете на власт? Како вие сега ќе водите финансиите во Република Македонија? Ме разбирате? Јас немам ништо против залагањата. Ја немам ништо против одредено членство во таа партија. Имат и таму одлични луѓе, али во раководството на вистина се влечат одредени личности кои не само што прават лошо за работењето секојдневно во Република Македонија, во сите министерства, не само што прават лошо, туку и меѓународната заедница се чуди, се смее, вика што е работава се. И сега, како тие луѓе сакаат да бидат поддржани? Не може да бидат поддржани. Не можам ја да бидам поддржан ако вечер не тресам глупости овде. Јас го зборувам она објективното, она што се јаде, она што се пие. Не може ја со мојата возраст и искуство да зборам нешто што не е одраз на вистината. Господин Јамески, изборите ќе бидат на 24 април, барем за сега стои тоа како определба и потврда и од Европскиот совет дека очекуваат 24 април да бидат фер демократски избори и според тој условена и препораката и постапките на европските органи. Ќе видиме како ќе биде, но има една новинарска па и експертска обсервација. Македонија после 24 нема да биде иста. Значи не може да биде, дали терминолошки ќе биде ресетирана, ќе биде преуредена, но нема да биде иста и поради сваќањето на луѓето доаѓаат нови генерации, но и прочита пред некој ден дека ореолот на политичарите како семокни луѓе со прислушкуваните разговори се разниша. Сакале ние или не, одеднашка слушнавме дека се обични луѓе, што е добро, бидејќи ние не бираме вонземајци, туку наши сограѓани. И по изборите очекувањето од државата како институција, очекувањето од тие што ќе дојдат на власт ќе бидат 10-кратно поголеми отколку сега. Дали едните или другите ќе си каже, но Македонија ќе влезе во
одговор на сите прашања. Вие сте политичар, што велите за ова? Ја мислам, после 24-ти... Добро, ќе дојде 25-ти, знам. Ќе се среда да работите, не може да биде така, бидејќи граѓаните имаат доволно време, имаат, точно како работи, кои се залагањата, каде е патриотизмот присутен, каде е реалноста присутна, кои се резултатите, она што реков во почетокот, кои се фактите, што е видливо, што е јасно. Меѓутоа, ако фрустрациите растат на еден или друг начин, вредноста на тие што тоа го прават опаѓа. За 24-ти тоа е контрапродуктивно за сите тие што така работаат, така прават, независно од која партија. Граѓаните во Македонија не сакаат да слушаат гачки, нешто што е одраз на вистината, за да ги измами граѓаните, за да гласаат за мене. Граѓаните не се мамат. Граѓаните точно знаат кој ќе влезе тамо за кого да гласа. Меѓутоа, она што рековте дека ќе се измени сликата, не мислам така. Сликата не може да се измени. Темелите се цврсти во Република Македонија. Патриотизмот е присутен во Република Македонија. Народот не дозволува да се мени името. Она што не условуваат дали да започнат преговорите или не, тоа не е вред од нивна страна, меѓутоа и тоа ќе оглтнеме, не е вред тоа, нели? Едното со другото не треба да го мешаат, бидејќи 9-10 пати ви да добивате позитивни извештаи. И сега го слуваат тоа, ако она што е во прашање го исполните, ево ние го исполниваме. Ама ако ево еден дел го исполнува, што правиме со другиот дел, нели? Ако другиот дел не го исполнува, кочи, не сака да се оди напред. Меѓутоа, сепак на крај мислам дека меѓународната заедница, независно што јас упатив одредени примедби, на крај зрело ќе постапи, на крај навистина ќе повлече потези такви кои се сепак малку повеќе одраз на вистината. И не можеме да заборавиме дека господата во ВМРО-ДПМН, господата во владата, ВМРО-ДПМН начело со нивниот председател на партијата и премиер, сакале или не сакале, признале не признале, сврти нова страница во Република Македонија. Така е. Не знам дали имаме време да набројуваме, се сврти нова страница. Особено на економски план. Економскиот пораз е за 3,5%, што на Балканот го нема и пошироко. На 12-то место е по привлекување на инвестиции. Мислена именка беше во Република Македонија да влезат инвестиции. Сега гледате секој втори ден влагаат. Некој ќе рече сега заради изборите. Ама 9 пати, 10 пати се случува тоа. Кога сме тука, ова го зборуваме не заради друго, не заради поддршка, молам ги почитувам граѓаните во Штип и пошироко сегде кај што рековте, кај што допира вашиот талас. Меѓутоа нема потреба да се некој удвара ако во изминатиот период докажал со факти, со дела дека е направено. Дали денеска сме на 12-то место, денеска Република Македонија и на 12-то место. По doing business, по бизнис. Така. На бизнис план. Атмосфера за бизнис. Да, знаете тоа што значи во Европа и пошироко. Тоа е голема работа. Па ако сме на 12-то место, како луѓето надвор доаѓаат да инвестираат во Македонија? Ако имаме слабо конто, слаби инвестиции, слаби финансии, ако имаме лоша демократија, ако лошо се водело и така натаму. Значи, ова досега што е постигнато треба се почитува. Зашто вие ако дојдете? Еден ден ќе дојде, не може постојано. Системата демократија е променливост на власта. Се движи и менува, нема ништо постојано. Треба да дојдете на чист терен, на неизделкан терен. Ние сега самите се покушаваме, како да го избербатиме, Македонија, дали со име, дали со
прислушуваните разговори, прислушкувани разговори имало. Ја ви одговарам така и вертикално и хоризонтално и заради времето. Имало секогаш, во секоја држава има прислушкување. Меѓутоа, тие што тоа го направи, тоа е факт, тоа може да провери секој. Со тоа што се пушти во јавност, а не одеше тоа преку обвинител, преку човек кој дал налог, тоа е кривично дело во стартот. И сите сегови работи што се случија на еден или друг начин, во смисла да тече така како што е. Замислите какви непријатни работи се случуваат. Човек неколку пати да бидете вие повикувани во судот, вие да не одите. Како сакате вие? Како гледате вие на демократијата? Како утре сакате да дојдете на власт, а не одите а не го почитувате уставот и законите? Многу прашања. Знаете што? Многу прашања имаме ние на затоа мојата препораката на Социјалдемократската партија, начело со мене, со мојата возраст, искуство и реалност, нека спушта топката. Нека спушта топката, особено тие што сакат да дојдат на власт. И треба да сакаат. Треба да се залагаат, ама не да применуваат против уште повеќе ги намалува вредностите и затоа чинам, не за времето колку е, и затоа чинам дека 24 април не е многу пријатен да се дојде на избори, како да отстапуваат од патот. Меѓутоа ние, како социјалдемократи, должни бевме и вечеров и понатаму да укажуваме на сите слабости. И актуелната власт, која е присутна, која делува и понатаму, видите, делува како да ништо не се случува. И ако е тоа така, јас порачувам од овде, навистина, на премиерот треба да му се честита. Не само што сврте нова страница, но после сите овие што се случуваат, сите овие критики, без докази, без да треба да помине, треба да се докаже. Ние збор Македонија е заложено не знам колку. Ама сето тоа ве молам треба да се докаже. Без докази да се прави. И тој истиот човек, премиер, продолжува да работи со концентрација голема, како за таков човек не речеш дека е голем работник, дека е патриота, дека е човек со знаење, дека навистина многу дал, како поединец зборувам, како институција за Република Македонија, и мислам дека и со помош на меѓународната заедница, бидејќи како тече времето, меѓународната заедница гледува залагањата кои се одраз на невистини, на еден или друг начин, и ќе си дојде 24 април. Кој ќе победи? Тогаш нека намалува врзница, тогаш нека и кара банките, тогаш не сега. Меѓутоа на крај согледувања, а наше е да на крај залагањето на Социјалдемократската партија пред да ве поздравам и да ја поздравам уште еднаш почитуваните граѓани кои имаа вечеров прилика и кои одвоија време да ме гледаат. Социјалдемократската партија е фокусирана на изборите. Ние сакаме да го дадеме свој удел, сакаме да добиеме поголем број на гласачи, сакаме особено да влеземе во парламентот, посебно сакаме да влеземе во парламентот и се надеваме врз основа на досегашните наши конструктивни дискусии, врз основа на нашата објективност, овој пат чинам ка Социјалдемократската партија, втор пат ќе влезе во парламентот и ќе имаме прилика тогаш повеќе да се гледаме, тогаш повеќе телевизиите ќе трчаат по пратеникот, дали ќе биде тројца и така натаму. Така да времето е кратко, меѓутоа вредностите ќе си дојдат до израз на 24 април. Така, благодарам за учеството во моја емисија, во емисија Ванерис телевизија отворена на тема, а јас за крај само ќе кажам две мисли, политичарите ќе доаѓаат овде, ќе кажуваат она што имаат намера да го прават, она што знаат да го прават, ваша е проценката. Пол Кругман, Нобеловецот кој напиша десетина книги од макроекономската политика, вели вака: ние, економистите и научниците, ќе ви кажуваме броеви, постапки, мерки, а ваше е само едно. Ќе бркнете во джебот и ќе видите колку ви остана доправи, колку можете да располагате и каков е квалитетот на животот. Тоа е задачата на секоја влада. Мене лично ме вознемири ова оценката за состојбата во Македонија, но
ако смеам да кажам отстрана, тоа е реалност. Уште една мисла за македонскиот народ е дека до совршенство ја доведе мимикријата Е така во денешното време, не знам дали Бранко Царатан ќе не стави во клиентелистички народи, не ја знам, професорот нека си го направи тоа што мисли да го прави, но вака е состојбата. Ни рекоа дека негуваме култура на кавга. Култура во која нема компромис и во која нема искрена за изноѓање на решение. Можеби не се во право, ама вреди да се подразмислиме, не сме секојаш ние во право, а во право се секојаш вие што остановте покрај Ирис телевизија. Се гледаме во следната емисија со некој друг мога во отворено на тема некаде до средината или до крајот на идната недела, а после малку ќе лавиме и повторно ќе се видиме зашто не очекува жешка и не очекува одговорност, а не само права. Довидови.